Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за каталитичка ефикасност. Но првично ќе се навратиме малце да повториме нешто за КМ, бидејќи ќе ни биде потребен за да ја објасниме каталитичката ефикасност. Во ред, и да започнеме. Знаеме дека КМ е всушност кратеница за Михаелисова константа и вредноста на КМ всушност ни ја означува концентрацијата на супстрат за даден ензим, при која се постигнува брзина која е еднаква на половина од Vmax. Во ред, и многу интересно дека концентрацијата на субстрат за даден ензим во живите организми скоро секогаш се движи околу вредноста на КМ за дадениот ензим. Сега не се знае дали во текот на еволуцијата концентрацијата на субстратот била прилагодена така што да одговара на вредноста на КМ, или пак вредноста на КМ била прилагодена да одговара на концентрацијата на субстратот. Тоа не сме сигурни кој е одговорот, можеби е помалку од двете, но сепак тоа е интересно прашање. Друго нешто што спомнавме за КМ е дека КМ всушност ни го представува афинитетот на ензимот за субстратот, односно субстратот за ензимот. Значи преку КМ можеме да увидиме афинитет. И всушност, ако имавме поголема вредност за КМ, тоа значеше понизок афинитет и обратно. Така, ако имавме пониска вредност за КМ, во тој случај имавме повисок афинитет. Во ред, значи тоа го знаеме. Сега, интересно е дека ако имаш различни ензими кои катализираат одредена хемиска реакција со исти субстрат, ќе имаат различна вредност на КМ за тој субстрат. Односно, например, ако имам ензим 1 и ензим 2, каде што и двата ензима влегуваат во интеракција со овој субстрат X, ќе имаат различна КМ вредност за истиот субстрат. Например, КМ вредноста на првиот ензим за SX субстратот е 0,5, додека за вториот е можда 0,3. Друга интересна работа е дека можеш да имаш еден ензим, да речеме ензим EA, кој што може да катализира реакции од различни субстрати, така која влегува во интеракција со различен субстрат. Например, EA може да влезе во интеракција со S, не знам, X или пак со SY. И при тоа, ако ја катализира оваа хемиска реакција, ќе има едно КМ за тој субстрат, например нека биде 0,4, додека ако ја катализира оваа хемиска реакција, ќе има друго КМ за другиот субстрат, например можеби 0,2. Во ред, можеш да имаш дури ситуација каде што изоензими, тоа се ензими кои имаат релативно иста структура, значи мали разлики, но катализираат иста хемиска реакција, али се наоѓаат во различни ткива. Така што може да запишеме дека EA1, EA2, EA3, значи вие се различни изоензими од тој EA ензим, катализираат хемиска реакција со посредство на некој субстрат SE, пример нека биде, нема врска, каде што секој од овие ензими ќе има различно КМ за истиот субстрат. Например, овој може ќе има 0,3, овој 0,35 и овој 0,4. Сега, зошто релативно ист ензим да има различно КМ за истиот субстрат? Бидејќи се наоѓаат во различен орган. А различен орган значи различна микросредина. Ќе има можеби различно pH, различна температура, дали се наоѓа покрај кожата или некој друг орган, присуствува некои други, можеби инхибиторни супстанции и така натаму. Значи, многу влија и микросредината врз вредноста на КМ за даден ензим. Значи, ако го промениме околината околу ензимот, ќе се промени вредноста на КМ за дадениот ензим за дадениот субстрат. Значи, вредноста на КМ може да се промени зависно од температура, зависно од pH и од некои други фактори. И вредноста на КМ за даден ензим кон даден субстрат е многу битна во голем дел од индустрии, кои се занимаваат со ензими, каде што се потребни за одредени реакции. Инаку, КМ, Михаелисовата константа, кога изведувавме равенката на Михаелис-Ментен, забележавме дека беше еднаква всушност на К2 плюс К3 врз К1. Вред, значи така ја запишавме.
И малце подоцна во видео ќе видиме дека оваа формула може да се видоизмени зависно од условите, така што не секогаш KM мора да ни го означува афинитетот на ензимот за супстратот. Ајде сега да повториме идејата на брзино лимитирачки чекор, односно брзино лимитирачка реакција. И оваа идеја ја разгледав во видеото како функционираат ензимите 1, но сега повторно ќе ја повториме. Ајде да разгледаме одреден процес кој што се состои од неколку чекори, да речеме 1, 2, 3, 4, 5 чекори, каде што во секој чекор од овој процес се додава нешто во ред на некој даден продукт, така што поминува низ низа чекори и во последниот чекор го имаме финалниот продукт. И при секој од овие чекори потребно е одредено време. Во ред, значи ќе бележиме V1, V2, така V3 и V4. Во ред. Сега, сакаме да видиме со колкава брзина се одвива овој процес. Како ќе го видиме тоа? На едноставен начин ќе видиме колку од последниот чекор, односно колку од продуктот сме добиле во дадена единица време. Така што ќе има како крајна линија и има одреден човек, например, кој брои колку од продуктот искача на крајниот дел од продукционата лента. Ако замислите се дека е на продукциона лента и треба да поминат одреден низа чекори. Така што он седи тука, одредено човече, и брои колку сме добиле од последниот продукт. Сега, колку ќе добиеме во дадена единица време, всушност зависи од најспориот чекор во оваа серија на чекори во овој процес. И ова важи за каков било процес каде што секој чекор зависи од претходниот. Во ред, значи не може да иде од тука, овде, него мора да иде по дадена линија, патот. Океј, значи мора од првиот така продукт да се премине на вториот, на третиот, на четвртиот до крајниот финален продукт. Океј, значи нема скокање, мора да се иде линеарно. И кога имаме таков процес, без разлика во што е, дали индустрија или збориме за одредени хемиски реакции, вкупната брзина на процесот е лимитирана од најспориот чекор. Да речеме дека најспориот чекор е овој овдека. Океј. Сега колку за пример, ќе се речеме дека првиот чекор потребни се 10 секунди, вториот чекор потребни се 1000 секунди. Океј. Овој овдека чекор потребна е 1 секунда. И овдека на последниот исто е потребна 1 секунда работа. Во ред. И ако тоа е случајот, овој човеков овдека кој брои за колку време добиваме една црвена топка, ќе заклучи дека една црвена топка добиваме на приближно 1000 секунди. Во ред. Тоа значи дека брзината на вкупниот процес е приближно еднаква на најспориот чекор. Сега некој ако не е очигледно зошто е ова случајот, нека го гледа и видеото како функционираат ензимите 1, но ако го реаранжираме ова, така што да речеме ова трае исто 1 секунда, ова трае 1 секунда, ова трае 1 секунда, а последниот чекор да речеме дека трае 1000 секунди, сега станува многу поочигледно. Бидејќи чим ќе почне процесот, овдека одма ќе прелета ова, така за 3 секунди, и сега ќе заглавиме тука каде што е потребно 1000 секунди. Така што ќе се соберат многу од, да речеме, 1, 2, 3, 4, од четвртиот продукт, значи ќе се соберат овдека и само по еден од тие многу кои се собрале ќе поминува на секој 1000 секунди. Значи поминат 1000 секунди, една црвена топка. Поминат 1000 секунди, една црвена топка. Поминат 1000 секунди, една црвена топка. Така што без разлика колку брзо поминале овие, сите ќе се закочат на последниот процес. Ќе се направи како гужва на овие топкиве, четворкава. Тука ќе се направи гужва од нив, така што само на секој 1000 секунди по една ќе поминува, ќе заврши процесот, така што вкупната брзина процесот ќе биде релативно еднаква на најспориот чекор. И тоа е идејата позади брзино лимитирачки чекор, односно брзино лимитирачка реакција. Ова го разгледав, значи во видеото како функционираат ензимите КЕЦ. Во ред. Сега, наместо да ги користиме овие жолти топчиња, можеме да го запишеме следниот израз. Имаме плюс S се добива ES
Сега, ова иако иде во две насоки, значи може да иде и повратно, јас само ќе го запишам во десна насока, еп и се добива е плюс п. Повторно дека напоминам, може да иде во двете насоки, но за упростување. Најчесто, во овојов дека израз, значи во овојов дека процес, најспориот чекор е или овој овде, или овој овде. Океј? Значи, тие се двата најспори чекори. Во различни ензимски катализирани реакции, различен чекор е најспор. Но, како што спомнав, овие се обично најспорите. Значи, или хемиската трансформација од ЕС во ЕП, или пак физичкото излегување, дисоцирање на ЕП комплексот на Е плюс П. Повторно, ова е симплификација, бидејќи некои ензимски реакции се многу покомплицирани од ова, во смисол може да има Е плюс СА, па да се формира комплекс ЕСА, па од тој да се премине во ЕСА прим, па тој да дојде во контакт со СБ, па да се добие ЕСА-СБ, па тој да премине во ЕП, па тој да премине, не знам, во ЕП прим, во ред каде што тој ќе премине на не знам, ПА, ЕПБ, продуктот се направил на 2, па тој дисоцирал на Е плюс ПА плюс ПБ. Во ред, значи може да биде многу покомплицирано, каде што овие може да бидат повратни и така натаму. И тошка ќе биде многу комплицирано да најдеш кај е најспориот чекор. Но, не иде, обично никогаш не се разгледува во толку детали, затоа се симплифицира, ќе го оставам, нека стои, се симплифицира на горнава реакција, но во пракса и повеќе се симплифицира, значи наместо горнава се пишува следнава, значи се симплифицира на следново, која го разгледавме веќе во неколку видеа, Е плюс С ни дава ЕС и ни дава Е плюс П. Каде што очигледно дека најспориот сега ќе биде овде. Што ќе биде К1, К2, К3. Најспориот чекор ќе биде овој. Океј, бидејќи овојов дека чекор ги опфаќа овие два. Во ред. Значи не знаеме дали е овој или овој чекор, али битно е дека кога ќе запишам К3 се мисли на оваа овдека стрелка. Океј? Бидејќи го симплифицираме. Во ред, значи сега очигледно дека најспориот чекор е овој овдека. И во пракса, бидејќи бележиме К3, а кај некои реакции кои што спомнав може да е овој, може да е овој, во некои книги се бележи К2, како и да е. Поради тоа се симплифицирало и се рекло дека овој чекор кој е rate limiting ќе го наречеме К-cut. Океј, и затоа овој чекор всушност се нарекува К-cut. Океј, значи константа на брзина за катализирање. И К-cut обично се нарекува и turnover number. Океј, значи turnover number. Или кај нас, на македонски се нарекува обртен број. Океј. И сега малце ќе прошириме на објаснувањето за овој K-cut, односно turnover number. Во ред, K-cut, односно turnover number, по дефиниција представува број на супстратни молекули S, кои се конвертирани во продукт P во дадена единица време, најчесто секунди, од страна на една ензимска молекула која е заситена од супстрат и при оптимални услови. Во оваа прва дефиниција, променливи се број на супстратни молекули и продукт за дадена единица време, што најчесто е секунда. Но можеме да го измениме така што дефиницијата би можела упростено да биде времето потребно за еден заситен ензим да конвертира еден супстрат во еден продукт. Во ред, шематски тоа можете да го гледате на следниот начин. Имате овдека ензим кој се поврзува со супстрат, се прави ензим-супстратен комплекс и по некое време така се конвертира тоа во продукт и продуктот си заминува. Односно, K-cut ни кажува за колку време ензимот конвертира еден супстрат во продукт кога е заситен нели од супстрат. И K-cut беше всушност еднаков на rate limiting K, нели рековме дека тоа може да биде или ова K, така или ова K,
во нормален случај, али упростено тоа обично е K3, на некоја што го запишуват некоја литература K2, затоа се користи KCAT, кој е всушност turnover number, односно обртен број. Океј, еднакво на тоа. Но некогаш може да има повеќе такви кейс, така што се константни на брзина, кои се приближно исти. И во тој случај KCAT всушност станува комплексна функција од различни кейс. Океј, но тоа не интересира толку. Во видеата кај Михаелис Ментенова кинетика спомнавме дека Vmax е еднакво на K3 по E-total. Во некоја литература E-total го бележат како E0, бидејќи се мисли на ензимите кога започна реакцијата, кога сите се слободни, али исто е тоа со E-total. Значи Vmax е еднакво на K3 по E-total, но бидејќи видовме дека KCAT е еднакво всушност на K3 во упростената формула, тоа значи дека Vmax е еднакво на KCAT по ET. Океј, тоа можеме всушност да го преуредиме ако сакаме да го изразиме KCAT и ќе добиеме дека всушност KCAT е еднакво на Vmax врз ET. Вред, че до сега е логично. Исто Vmax, ако го замениме за KCAT и ET и го внесем во Михаелис Ментеновата равенка, ја добиваме следнава равенка. И од нејзе може да се прават други манипулации, но нас не ни се тие од интерес. И сега ќе поставаме едно прашање, кој ќе го одговориме понатаму со една аналогија, каде што се од видеова всушност ќе ви стане јасно. А прашањето е, ако имаш два ензими, да речеме EA ензим и EB, во ред, каде што и двата ензими имаат исто KCAT. Така, се врзуваат со одреден субстрат, не е битно, али двата ензими имаат исто KCAT. Океј. Дали двата ензими ќе бидат исто ефикасни? Не зборам за колку брзо субстрат, една молекула субстрат прават во продукт, него дали ќе бидат исто ефикасни. Е сега, проблемот е што мислам под ефикасни. Под ефикасни мислам колку субстрат се конвертира во продукт. Не мислам колку време е потребно за еден субстрат во еден продукт. Мислам за вкупно количество на субстрат кој се конвертира во продукт за дадена единица време. Океј, значи треба да направите разлика помеѓу тие два израза. Значи KCAT е еден субстрат, така, од страна на еден ензим во еден продукт за дадена единица време и се мисли од кога ќе се поврзе субстратот. Океј, значи кај KCAT се мисли од кога ќе се поврзе субстратот. А ефикасност е општо колку субстрат ќе се конвертира во колку продукт за дадена единица време. Е сега некој ќе си рече, чека, ова е исто, не може да биде различно, но сега ќе објаснам со една аналогија зошто ова е всушност различно. И за да го објасниме тоа, ќе треба да го воведеме и KM. Океј, каде што ефикасноста ќе ни биде представена всушност од односот помеѓу KCAT со KM. Во ред, и сега ќе видиме како тоа всушност функционира. Да речеме дека тука имаме два ензима. Океј, значи еден ензим и друг ензим. И ќе речеме дека двата ензима се исто работоспособни, така, работат со иста брзина. Кога ќе ми дадеш нешто, взимам, го завршувам за, не знам, 15 минути и готов сум. Во ред. Значи, сега правиме аналогија како со луѓе. Така, ми даваш некоја работа, ја завршувам за 15 минути и готово. И тоа е всушност KCAT. Колку брзо можам да завршам одредена работа. Во ред. Например, треба да нацртам еден круг, или нека биде, треба да здиплам некоја блуза, нема врска, и тоа е всушност KCAT. Колку брзо завршувам одредена работа. Океј? Значи, така ќе речеме. KCAT е колку брзо те за одредена работа. Океј, додека KM ќе биде колку сакам да работам. Во смисол, колку правам пауза помеѓу повторното извршување на работата. Например, да речеме дека имаш одредена индивидуа која дипли една блуза за 15 секунди. Океј? Имаш друга индивидуа која дипли иста таква блуза, ама за 30 секунди. Вред, значи вторава индивидуа е многу поспора. Да речеме дека тоа е E2, ова дека е E1. Океј? Значи вторава индивидуа е многу поспора. Но, KM за вторава индивидуа може да е многу пониско. А KM реков дека е паузата. Така што,
Ова индивидуот кога ќе здипли една блуза, прави 1 минута пауза, така, значи прави 1 минута пауза, вака, нека биде така паузата, па повторно дипли уште една блуза. Океј? Повторно дипли уште една блуза. Додека првава индивидуа, иако дипли една блуза за 15 секунди, после секоја блуза прави 10 минути пауза. Океј? Така што ако гледаме на долги временски периоди, да речеме, гледаме на период од, не знам, 20 минути, во тој случај, првиот ензим ќе здипли 2 блузи, додека овој другиот ќе здипли, ќе речеме дека ќе направам паузава 30 секунди за да биде повлесно пресметка, бидејќи само ќе биде пола од 20 минути, односно ќе здипли 10 блузи. Океј, иако вториот ензим работи поспоро, он кој ја дипли блузата подолго време му треба, ама паузите што ги прави се многу пократки. Во ред. Првиот ензим, иако дипли брзо, он прави многу долги паузи. И тоа е всушност идејата. КМ беше афинитет. Афинитет значи колку често, колку сака да се врзе повеќе ензимот со супстратот. Ако повеќе сака да се врзува, тоа значи дека паузата помеѓу секој завршен циклус ќе биде пократка. Во ред. Значи, пониско КМ, пократка пауза помеѓу секој супстрат, нели, кога поминува низ процесот да се конвертира во продукт. И тоа е главната идеја. Сега, се надам дека со примерот ви е многу појасно што е ККАТ, а што е всушност КМ. КМ е всушност колку ќе биде времето на паузата додека секој супстрат, нели, се врзе со ензимот, па се конвертира во продукт, додека ККАТ ќе биде од кога ќе се врзе, колку брзо ќе се конвертира во продукт. Океј, значи КМ се паузите, додека ККАТ е времето да се заврши работата. И поради тоа, ензими кои имаат исто ККАТ може да имаат различна ефикасност и ензими кои имаат исто КМ може да имаат различна ефикасност. И односот ККАТ делено на КМ е еднакво сушност на каталитичка ефикасност. Значи тоа беше целата поента на овој видео, да стигнеме до каталитичка ефикасност. Тоа беше нештото што требаше да го објасниме. Значи КМ е афинитет, односно колку често се врзува супстратот со ензимот, а често колку се врзува е всушност колку е паузата помеѓу секое врзување, додека ККАТ е од кога ќе се врзе, колку време е потребно за да се конвертира во продукт. Океј? Значи, тоа е целата идеја. И затоа, кога обично се бележи кога се продаваат ензими или во различна литература, кога се бележи ефикасност на одреден ензим, се гледа со односот помеѓу ККАТ и КМ. Бидејќи џабе ти ако он има многу брза константа на брзина, ако има многу мал афинитет, оно брзо ја завршува работата, али дури започне со нова работа, треба време. Значи тоа е главната идеја. И сега ќе видиме некои табели како всушност изгледа, ќе видите дека ензими кои имаат исто ККАТ може да имаат сосема различна каталитичка ефикасност. Значи имаме КМ, така што беше за афинитет, ККАТ беше обртен број, односно turnover number, и ККАТ делено со КМ е всушност каталитичката ефикасност. И сега ќе правиме споредба помеѓу одредени ензими. Ова се ензими кои се наблюдувани кај одредени видови, не е толку битно, битни ни се врностиве. Речеме дека овие два ензима имаат различно КМ, значи овој долниот има многу пониско КМ, односно има многу поголем афинитет. Афинитетот му е многу поголем. Тоа значеше дека паузите кои ги прави му се многу пократки. Значи многу кратки паузи. Овој има многу помал афинитет, односно прави многу подолги паузи. Во ред, но да видиме што е со обртниот број. Овој првиот, иако прави подолги паузи, побрзо си ја завршува работата. Океј? Овој долниот прави пократки паузи, али подолго си ја завршува работата, обртниот број. Али кога ќе видиме каталитичката ефикасност, искача дека долниот е 4 пати поефикасен. Така, значи 4 пати да бидеш поефикасен. Значи не е битно само колку брзо ја завршуваш работата, него колку работиш вкупно, така колку паузи правиш, колку се долги паузи и така. Ајде да видиме некои ензими кои имаат некои релативно слични вредности во некој параметар.
Да речеме, ево, овие два, че имаат 0,47 и 0,51, тоа значи дека горниот има нешто поголем афинитет, така? Зашто што е помал бројот, тоа е поголем афинитетот. Има поголем афинитет, тоа значи пократки паузи прави, али гледаме дека овдека долниот ензим па има побрзо си ја завршува работата. Да, подолги паузи прави, али брзо завршува, така, има висок обртен број. И кога ќе ја пресметаме каталитичката ефикасност, искаче дека долниот е неколкократно, така, 3, односно 4 пати поефикасен. Овдека имаме деснouштедна табела. Ова е од Лейнинџер, не знам, 6-то издание. Каде што гледаме различни ензими во ред. Ајде се ја зумирам, зашто вие малите бројчиња можда нема се гледаат убаво. Че имаме различни ензими. И овдека запазите, бидејќи овие се обратно ставени КМ и ККАТ од претходната табела, така што да не направиме некои грешки. И сега ќе најдеме некои ензими кои имаат релативно исти вредности за еден од параметрите. Да речеме, не знам, овие два. Ајде, овие два. Овој и овој имаат приближно исто КМ, значи афинитет, тоа е колку пауза прават помеѓу секој извршена работа, така што паузата им е приближно иста. Во ред. Но да видиме што се случува со обртниот број. Гледаме дека овој горниот има многу повисок обртен број. Запазите, овдека е тројка. Така, значи овдека е двојка, не го гледате само првото бројче. Океј, значи ова е двојка, ова е тројка. Значи горниот ензим има многу повисок обртен број. Така што, иако паузата им е иста, горниот работи многу побрзо. Во ред. И тоа е очигледно кога ќе видиме каталитичката активност, ефикасност всушност. Гледаме овдека имаме осмица, овдека седмица. Скоро е 10-кратно по-ефикасен. Во ред. Значи тоа е неверојатно. Ајде да видиме друг пример. Имаме, ќе земеме, не знам, со портокалова боја. Овие овдека, сега ќе го видиме во однос на ККАТ. Овој и овој ензим имаат приближно ист обртен број. Океј, значи приближно исто работат, брзински, но гледаме дека паузата им е различна. Односно КМ, афинитетот. Гледаме дека, земам со виолетова, горниов има многу повисок афинитет. Сега мора да запамтите дека овдека имаме минус, така, значи мора да го видите овој минус, така што ако имаме поголем број, мислам, минусот всушност тоа е помал број, затоа имаме повисок афинитет. Ова е 0,0000 со 6, овдека имаме 5 нули, така што ова е помал број. Иако овдека има петка, некој си помисли 5 и 6, ова е поголем број. Не, ова е помал број, бидејќи има минус тука. Океј, ако е помал број, тоа значи дека има повисок афинитет, додека овој долниот е поголем број, значи има понизок афинитет. Видовме дека ККАТ им е приближно исто, само се разликуваат во колка пауза прават, и тоа е очигледно кога ќе се види на каталитичка ефикасност. Тој што прави помала пауза има многу поголема ефикасност од тој што прави пократка пауза, подолга пауза. Океј. Значи тоа беше главно се за ово видео. Се надам дека научивте нешто, свативте што е каталитичка ефикасност, како си го запамтите со примеров. Нормално ако кој ќе одговарате, не кажувајте онака си диплиш мајци колку работиш и паузи, но може да се објасни малце по убаво. Океј, тоа беше се за ово видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.